Почитувани пријатели, ве покануваме да бидете дел од утринската програма на Радио Глас на надежда. Секој ден од понеделник до петок во 8:30 минути со Томе Трајков. На Facebook страната на Радио Глас на надежда. Ке имате прилика да слушате утринска порака, совети за здравјето, животни приказни, рецепти за готвење, гости во студиото и многу други интересни работи. Ве очекуваме. Почитувани гледачи, добро утро и ова утро поздрав од студиото на Радио Глас на надежда. Еве ние сме подготвени да ја стартуваме и ова наша денешна утринска програма. Денеска е 31. мај 2022 година, вторник. Така да, ете и денеска ќе се дружиме во наредните минути. Овој мисија би сакал да отпочнеме со една мисла. Они кои сакат нешто да научат, никогаш не се без работа. Така да нека и овој ден кој е пред нас, што Господ ни го подарува, да научиме нешто ново. Секако ќе стекнеме и нови искуства, може би ќе не идеме и на некои пречки, како и да е, ќе научиме нешто ново и во овој ден, 31. мај 2022 година, ден кој Господ ни го подарува. Не пробуди живи и здрави, така да бидете радосни и весели и во овој ден. Наистина, утрово во Кавадрици 8 на топол ден, имаме некаде плюс 15, а сега е веќе температурата уште и повисока, така да уживајте во топлото сонце. Одиме на почетокот со една убава христијанска песна. Дали чекаш и стражариш, брате? Дали спремен си во секој час? Тој ке дојде и нас ке не земе. Ти дали ке бидеш со нас? И се слуши тој ден, тој ново ке создаде се, со ангели ке сме тој час, Исусо сите нас. Дали некого учиш за него, дека тој ќе не посети нас. Исус ке дојде за да не земе, се ближи тој славен час. И се се слуши тој ден, тој ново ке создаде се, со ангели ке сме тој час, Исусо сите нас. Еве неповторно во живо во нашата програма, почитувани гледачи, поздрав до сите вас кои
в меѓувреме се вклучивте и ја следите нашата ова денешна емисија. На самиот почеток, вообичајно ние ги проследуваме сервисните информации за времето. Имаме информации од Automoto-сојузот на Македонија и рубриката на денешен ден. Еве да ја проследиме најпрво утринската прогноза, која гласи: ќе имаме денеска сончево и многу топло, со мала до умерена облачност и со слаб до умерен ветер претежно од северен правец. Уве зрачењето е 8. Како што приметувате, почитувани гледачи, како температурата се крева и уве зрачењето е посилно, така да внимавајте во тие најтоплите часови во денот, не се изложувајте многу на сонце. Што се однесува до температурата во теквишијата, како што спомнав и на самиот почеток, 18 со плюс 15, а ќе се искачи температурата до 32 степени. Во Гевгелискиот регион од 16 до 34, во Беровскиот од 8 до 27, во Куманово ќе биде некаде до 29 степени, во Скопскиот регион од плюс 14 до 31, најсвежо ќе биде секако во западните делови на нашата земја, а тоа е Полошкиот регион, Гостивар од 9 до 23 степени, во Охридскиот регион од 12 до 28 и во Пелагонија од 12 до 30 степени. Насекаде ќе биде сончево со мала до умерена облачност, значи во поедини делови од денот. Што се однесува до температурата денешна, рековме, ќе се движи од распон од 9 па до 33 степени, 34, ќе биде температурата и слична и утре, така да во следните 3 дена температурата ќе се зголемува, ќе имаме дури до 36 степени тамо некаде 2, 3 и 4 јуни. Еве полека се разделуваме од денешниот ден, односно 31 мај, иако денеска тек започна, но велам се разделуваме како месец, значи денеска е последниот ден во овој месец и овој ден е посебен ден, односно меѓународен ден посветен на борбата против пушењето. Ние во вториот дел од емисијата ќе посветиме повеќе време за таа проблематика со која луѓето денеска се среќаваат, а тоа е со тутунот, односно со цигарата. Ќе имаме посебно излагање и совети како да се ослободиме од цигарата, односно ќе зборуваме за штетноста на употребата на цигарата. Затоа бидете внимателни, почитувани гледачи, ваш избор е дали ќе пушите или не, но сепак последиците исто така ќе ги сносите. Што се однесува до Automoto-сојузот на Македонија, тие не информира дека сообраќајот на државните патишта се одвива непречено по суви коловози. На патниот правец 2251 Пробиштип Лесново од 31 мај, значи од денеска, ќе бидат изведувани градижни работи, асфалтирање, така што истиот ќе биде затворен од секако вид на сообраќај во период од 11 до 17 часот. Значи, ако возите на тој дел од Македонија, Пробиштип Лесново, ќе се асфалтира патот и ќе биде забранет од 11 часот до 17 часот, нема да се одвива сообраќајот. Интензитетот на сообраќајот на патните правци надвор градските средини е умерен, а на граничните премини од македонска страна нема подолги задржување за влез и за издес од државата. Денеска е 151 ден во ова календарска година или уште 214 дена до крајот на оваа година. Сонцето изгреа во 5 часот и 1 минута, а истото ќе зајде во 19 часот и 58 минути. Значи гледаме дека денот се зголемува, во јуни ќе го доживе оној зенит и потоа повторно ќе се намалува, но еве сега одиме, значи се уште кон зголемување на денот. Така да еве ќе зајде во 2 минути до 8 денеска сонцето. Што се однесува до рубриката на денешен ден, рековме дека денеска е посветен ден за борба против тутунот или цигарата. Но на денешен ден
1594 godina vo Veneciji je umrel Jacopo Robusti Tintoretto, italijanski slikar. To je izvršil golimo vlijanje vrz podosnežnite pokolenja, особено vrz one luge koji bile ratoborni. Roden je vo Veneciji vo 1518 godina. Na današnji den, 1819. godina, roden je amerikanski otpisatelj Walt Walter Whitman. Evo interesan podatok, na današnji den, 1859. godine, počnal da работи големиот časovnik narečen Big Ben, na kulата na britanskiot parlament vo London. Verujem дека ste bili, ja sam imel prilike jednaž da ja posjetam ova kula i da je vidim, navistina interesna, no ne sam znal дека je toliko stara. Od 1859. godine. To je kako belek na London. Znači, ako otidete vo London, obavezno da je posjetite i ova kula koja je počela da работи na današnji den, 1859. godina. 1872. godina na današnji den, znači 1872. godina vo selото Vlahi, Pirinska Makedonija, je roden Jane Sandanski, istaknat makedonski revolucioner, vojvoda i jedan od rakovoditelite na TMORO i dosleden sledbenik na Godseviti ideji. To je neistaknatiot organizator i rakovoditelj na makedonskoto nacionalno osloboditeljno dviženje vo Pirinska Makedonija. Patovajki od Melnik za Nevroko, blizu do Roženskiot manastir, bil ubijen od vrhovistite na 22. april 1915. godina. Na današnji den, 1907. godina, Slavoljub Eduard Penkala. Obratite vнимание kako se vikal ovaj čovjek. Slavoljub Eudarat Penkala, roden vo Slovačka, vo Budimpešta, je registriral na pravata со вградено mastilo za pišuvanje, što po nego je narečeno Penkalo. Eti, jaz ne sam znao дека ovaj čovjek se vikal Penkalo i spored njegovoto prezime je krsteno da kažem i Penkalo, tako je deneska nije go imame i go pišuvame, znači kako Penkalo, eve, deneska imamo razni vrsti Penkala, na razni vrsti, razni mustri, no poteknuva od 1907. godina ovaj čovjek, znači Slovak vo Budimpešta, bila registrirana prvata naprava koja je narečeno Penkalo spored prezimetom novoj čovjek. 1924. godina Kina go priznala Sovjetski Sojuz na današnji den. Iako znajme deneska Sovjetski Sojuz ne postoji kako takva sila, odnosno kako takva organizacija, kako država. Dobro, odime ponatamo. 1961. godina, na današnji den, Južna Afrika se proglasi za republika. Za predsjedatelja izbran Charles Roberts Swart, a državata go napušti britanski od Commonwealth. Vo 1962. godina v Izrael je izvršena smrtna kazna s obesenje vrz nacistički od zlostornik Adolf Eichmann, jedan od glavnite egzekutori na Hitlerovoto konečno rešenje na jevrejskoto prašenje vo Evropa. Vo sudski od proces je utvrdeno дека Eichmann je vinoven za smrta na 6 milioni luge, pretežno evreji. 1917. godina vo zemljotres vo Peru zaginale poveke od 70.000 žitelji, a 20 iščeznale i 200.000 bile povredeni, a gradovite Hungaj, Juarez i Chimbote se potpuno ili celosno razoreni. Na današnji den, 1991. godine, vo Lisabon je potpišan miroven dogovor za Angola, spored koji po okolo 16 godini završi građanskata vojna vo ta afrikanska zemlja. Dobro, evo jedan podatok za Makedoniju. Na današnji den, 2013. godina, svečano je otvorena novata zgrada na objekt od Star Teatar vo Skopje,
кој му беше примопредаден на Македонскиот народен театер, станува збор за современ театерски простор во кој се негуваат уметноста и културата и ќе се реализираат содржини од сценско-уметничките дејности со високи технички перформанси. Тоа се случило на денешен ден 2013 година. Ги проследивме на почетокот, почитувани гледачи, сервисните информации, одеме сега повторно со песна. Sve što kod radim dobro zna, dobro zna, dobro zna. Sve što god radim dobro zna, taj vjerni čuvar moj. Hvala za dragog anđela, anđela, anđela. Hvala za dragog anđela, Isusu dragom moj. После ова убава песна, повторно сме во живо. Ја следите програмата на Радио Глас на Надежта, емисија која се емитува секој утро од понеделник до петок во 8 часот и 30 минути. Да проследиме сега и неколку капки на мудроста. Многу луѓе се радуваат на новата година, како на нов почеток, но со стари навики. Наистина, претежно луѓето, кога ќе дојде нова година, носат одлуки, ќе бидат подобри, повредни, едноставно поставуваат некои цели, но, на жалост, навиките се истите и тие цели што ги поставуваат, слабо ги остваруваат. И затоа некој ова го запишал. Многу луѓе се радуваат на новата година, како на нов почеток, но со стари навики. Никогаш не е лесно да се вратиш назад во минатото, но секој човек може да почне сега и да направи нов крај во неговиот живот, односно да направи нов почеток. Нека секој ден за нас биде нов почеток, почитувани гледачи, бидејќи секој ден е дар од Бога. Вчерашниот ден не се враќа повеќе. Денот кој ни е даден на располагање од 24 часа е ден кој е наш. Утрешниот не знаеме што ќе биде и како ќе го проживееме. Ако остане нов ден и ако станеме живи и здрави, повторно тој е дар од Бога. Така да секој ден е дар од Бога, од милостивиот Исус Христос. Светот е опасно место за живење, не заради злобните луѓе, туку заради добрите кои ништо не превземаат. Мислам дека сме сите свесни дека живееме во едно тешко, злобно време, кога Библијата вели сатаната како лав ќе се подигне и ќе рика со цел да го собере мноштвото, да собере што повеќе луѓе на негова страна. Но знаеме дека постои Божја сила која го штити човекот. Иако ѓаволот е наречен кнез на овој свет и тој доминира, злото како да доминира повеќе од доброто, но тој знае дека времето му се скусува и тој затоа ќе прави се поголеми зулуми или лоши работи со цел да луѓето ги уплаше. Ќе предизвиква земјотреси, војни и така натаму. Но, сепак, Господ има и свој народ, нова земја и Бог ќе стави крај. Бог ќе каже свршено е кога тој ќе процени, односно кога ќе одлучи да Исус Христос повторно се врати на нова земја. Еве уште една капка на мудроста. Во секој од нас живее чудно слепило. Се гледаме, освен самите себе. Значи, се гледаме, освен самите себе. Добро, ајде да го проследиме и утринскиот пример, кратка утринска порака, која носи наслов Неисцрпниот бунар. Господ Исус Христос постојано се грижи за своите следбеници, особено кога е во неволја. Бидејќи самиот победнички ги издржал сите проверување што може да го искушува човекот,
Той знае како се чувствуваат христијаните и може да им помогне. Во посланието до Филипјаните апостол Павле пишува дека Исус поминал низ целиот човечки пат, само што не станал грешен, односно не бил грешен. Исус ги почувствувал, ги искусил сите потешкоти како денеска што ние ги чувствуваме, дури и повеќе од тоа. Но сепак, вели Библијата, Исус не погрешил. Еден анонимен поет го искажал тоа во една своја песна. Ранет ли сум, тој ми е мелем. Болен ли сум, тој ми е лекар. Сиромав ли сум, тој ми е богатство. Гладен ли сум, тој ми е леп. Жеден ли сум, тој ми е извор. Должник ли сум, тој ми е жирант. Во мрак ли сум, тој ми е сонце. Во бура ли сум, тој ми е заштитник. Да, во секоја потреба, Христос ми е се. Сеќавајќи се на своето детство, еден проповедник пишува како се плашел да не пресуши селскиот бунар. Бидејќи многумина црпеле вода од него секојдневно и тој бил уплашен, да не исчезне водата и да немаат вода за пиење. Затоа тому пристувало страв и стрес. Еден ден слегол во бунарот и ставил црта, значи обележил една линија до каде е водата, и утредента повторно се симнал доле во бунарот да провери. Водата се уште била до цртата. По неколку дена исто така, па и во повеќе месеци поминале, сепак водата била до линијата. По неколку дена исто така и повеќе месеци, иако луѓето постојано црпеле вода. Се чудел тој како тоа водата да не се исцрпува. И навистина водата постојано била до на линија. Почитувани гледачи, така и со нашиот Господ. Тој е неисцрплив бунар во милоста, во добрината, во љубовта, во богатството, иако секојдневно изобилно не дарува нас и сите луѓе на оваа земја. Но Господ е неисцрплив. Кога имаш некоја потреба, спомни си за неисцрпниот бунар од кој можеш да црпиш преку верата во Господа Исуса Христа. Исус вели: дојдете кај мене, купете забадава или бесплатно, земете од мене жива вода. Да се храниме од речта Господова постојно, зашто ние како луѓе потребни ни е не само физичка храна, туку и духовна храна. А духовната храна ја добиваме токму преку Библијата, преку речта Господова и преку, може да кажеме, и преку овие емисии кај што имаме, значи, духовни содржини, каде што се учиме, поучаваме, ја зголемуваме нашата вера, се вдлабочуваме повеќе во Светото писмо, кажуваме докази, изнесуваме докази дека денешната Библија или Светото писмо е книга над книгите, веродостојно, и затоа тоа е Божје писмо упатено до секој, до тебе и до мене. Затоа да не се грижиме за утрешниот ден, што ќе биде, таму вели во Матеј Исус: ако птиците не се грижат, ниту сеат, ниту жнеат, а Господ се грижи за нив, а камоли за вас, маловерни. Да не се грижиме, дали можеме ние 1 милиметар на нашата коса да ја зголеме? Не можеме. Сето тоа е природно, Господ го всадил, така да секој ден си носи и добро и лошо. Да не размислуваме многу долго за многу долги денови, туку денеска да му бидеме благодарни за денешниот ден што Господ ни го подарува. Одиме повторно со песна, а потоа ќе се вратиме да ја проследиме и утринската порака, односно утринскиот стих. Božja ta ljubov večna sveta,
Evo nepovtorno v studiju, počtovni gledači, poslije ova ubava detska pesna, nije продължуваме со нашата програма. Поздрав до сите вас кои се вклучивте и ја следите нашата програма во живо од студиото на Радио Глас на Надежта. Ова е адвентистичко радио, што емитува својата програма секој утро од понеделник до петок во 8 часот и 30 минути. Според Facebook што ми дава податоци, имаме гледачи значи од Македонија, да не ги спомнам сега градовите, имаме од Србија, од Хрватска, од Холандија, од Германија, па од Австралија имаме секако и од Америка, иако таму сега е друга зона, меѓутоа сепак и тие не следат или ете може да ја следат емисијата и во одложено време, бидејќи ова емисија се снима и се става на нашиот YouTube канал Радио Глас на Надежта. Така да сите емисии таму се закачени, поставени, може да ги следите и во другите делови од денот. Следува рубриката Утрински текст со соодветен коментар. Ово утро би читале од првата книга Мојсеева или Битие, 9 глава, 12 и 13 стих. А Бог рече, ова е знакот на заветот што го склучувам со вас, меѓу себе и вас, со сите живи суштества што се со вас за идните поколенија. Го сместувам мојот Божилак во облакот за да биде залог за заветот меѓу мене и земјата. Колку само сочувство покажал големиот Бог кон грешниот човек кога во облаците го поставил прекрасното повеќобојно виножито како знак на својот завет со луѓето. Според неговиот план, кога синовите и ќерките од подоцнежните поколенија ќе го видат виножитото, родителите требало да им објаснат дека стариот свет бил уништен и со потоп, затоа што луѓето западнале во секаков вид на расипаност, а потоа рацете на највишниот да го исплетат виножитото и да го постават во облаците како знак дека Бог повеќе нема да пушти на земјата силни потопни води. Тој символ во облаците требало да ја утврди верата на сите, да ја зајакне до вербата во Бога, бидејќи бил залог на божествената милост и добрина кон човекот. Виножитото, кое се наоѓа на небото, околу престолот, значи над Христовата глава, представува символ на Божјата милост која ја опфаќа целата земја. Кога човекот со својата голема расипаност ќе го предизвика Божиот гнев, Христос, човековиот представник, се заложува за него и го покажува виножитото во облаците како доказ за Божјата голема милост и сожалување кон заблудениот човек. Ангелите радосно воскликнуваат додека го гледаат тој драгоцен доказ на Божјата љубов спрема човекот. И откупителот на светот го гледа виножитото, бидејќи тој е заслужен што тој разнобоен лак се појавил на небото како доказ или како залог на заветното ветување на човекот. Додека го гледаме тој прекрасен лак, можеме да бидеме радосни во Господа, сигурни дека и тој самиот го гледа овој знак на својот завет и дека притоа се сеќава на своите синови и ќерки на земјата на кој им бил даден овој знак. Нивните неволи, опасности и страдања не се сокриени од неговите очи. Ние можеме да се радуваме во надеж, бидејќи виножитото на Божиот завет е над нас. Тој никогаш нема да ги заборави децата за кои се грижи. Тоа беше утринскиот текст, почитовни гледачи, што го најдовме во Битие или во прва книга Мојсеева, 9 глава, 12 и 13 стих, кај што читавме: И Бог рече, ова е знакот на заветот што го склучувам меѓу себе и вас и со сите живи суштества што се со вас за идните поколенија, го сместува мојот Божи лак во облакот за да биде залог за заветот меѓу мене и земјата. Ова го кажал Бог после потопот. Знаеме дека првиот свет беше уништен со вода, но кога Ноја и неговите синови, снаи и жена излегле од брод, Бог покажал едно виножито. Ние го викаме дзуница. Старите наши ни велија која ќе се појави после дожд од некоја дзуница, виножито или Божи лак,
велат нема повеќе да има дожд, во смисол нема да има такви јаки или силни врнежи. Еве Бог на еден видлив начин сакал да им покаже милост на жителите на ова земја, дека Бог нема намера повеќе ова земја да ја уништи со вода, како потоп. Нажалост, ќе биде нешто потрагично според Откровение 22 глава и целото Откровение зборува дека Бог ќе уништи оваа земја еден ден со оган и ќе создаде ново небо и нова земја. Но, еве, Божјата милост се покажала преку ова виножито. Првите луѓе биле од Бога известени дека тој ја покажува и понатаму милоста негова и човештвото ќе се прошири од 8 души. Еве, некои теолози велат дека предпотопниот свет бројал некаде околу 7 милиарди жители. И денеска веќе бројката скоро оди према 8 милиарди жители. Очигледно, ние се ближиме символично, но и фактички кон крајот на оваа планета, на оваа наша земја. Но сепак, овде читавме, според неговиот план, кога синовите и ќерките во подоцнежните поколени ќе го видат виножитото, родителите требало да ми објаснат дека стариот свет бил уништен со потоп затоа што луѓето западнале во секаков вид на расипаност, за потоа рацете на највишниот да го исплетат виножитото и да го постават во облаците како знак дека Бог повеќе нема да пушти на земјата силни потопни води. Тој символ во облаците требало да ја утврди верата на сите, да ја зајакне до вербата во Бога, бидејќи бил залог на божествената милост и добрина кон човекот. Еве, тоа беше поракава утринска, кој го читавме од Битие или прва книга Мојсиева, 9 глава. Доколку сакате да имате ваше сето писмо, почитувани гледачи, да ги читате ови утрински текстови токму во вашата Библија, слободно пишете ни, јавете си, а ние ќе ви испратиме бесплатен примерок свето писмо за возрастни, а секако имаме и за помладите, за децата. Пишете ни во нашата редакција, а ние ќе ви испратиме. Исто така можете да ја изучувате и дописната библиска школа онлайн, значи преку интернет. Доволно е да запишете библијата зборува.мк, ќе ви се отвори таа веб страница и ќе ги следите упатствата. Има 8 подрачја кај што може да изучувате, да се стекнете со големи сознанија од Библијата, од Светото писмо. Затоа одиме сега со рекламата. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма. Почитувани гледачи, денеска, како што спомнавме, 31 мај. Во светски рамки, овој ден се обележува како ден против цигарата или ден без цигара. Затоа ние во ова наша денешна емисија ќе одвоиме посебно време да слушнеме токму за штетноста на цигарата. Во нашето студио денеска ќе биде гостинка Ана Иванова, дипломиран фармацевт. Ние ова емисија снимивме и таа ќе ни зборува за 100 причини како мотивација за да ја оставиме цигарата. Значи, во наредните минути ја слушаме господјата Ана Иванова. Драги гледачи, денес, 31 мај, е светски ден без тутун и исто така се одбележува и во Република Северна Македонија. Во 2021 година на веб страницата на Министерство на здравството е објавено дека според истражувањата на Институтот по јавно здравство, меѓу 45 и 50% од пълнолетните жители
са пушачи и состойбата очигледно бара постоянно да се актуализира проблемот со пушенето, бидејќи сите болести кои се јавуват како последица од пушенето, од една страна ги загрозуват човечките животи, а од друга пак негативно влијаат на здравствениот систем. Во ова насока би сакала да споделам со вас информација од веб страницата на Светската здравствена организација под наслов "Повеќе од 100 причини да се откажете од тутунот". Тутунот предизвиква 8 милиони смртни случаи секоја година. Кога беа објавени докази дека пушачите имат поголема веројатност да развијат тешка болест со COVID-19 во споредба со непушачите, тоа поттикна милиони пушачи да сакат да се откажат од тутунот. Откажувањето може да биде предизвик, особено со дополнителниот социјален и економски стрес, што настана како резултат на пандемијата. Но има многу причини да се откажеме. Придобивките од откажувањето од тутунот се речиси моментални. По само 20 минути од откажувањето од пушенето, пулсот се намалува. Во рок од 12 часа нивото на јаглерод монооксид во крвта паѓа на нормала. Во рок од 2 до 12 недели вашата циркулација се подобрува и функциите на белите дробови се зголемува. Во рок од 1 до 9 месеци кашлянето и отежнетото дишане се намалуват. Во рок од 5 до 15 години вашиот ризик од мозочен удар се намалува како на онај на непушач. Во рок од 10 години вашата стапка на смртност од рак на белите дробови е околу половина од она на пушачот. Во рок од 15 години ризикот од срцеви заболувања е сличен на оној на непушач. Ако тоа не е доволно, еве оште неколку причини за да се откажеме. Тутунот речиси веднага влијае на вашиот изглед. Се смрди кожата, целата куќа, облеката, прстите и здивот. Тутунот предизвикува пожолтување на забите и создава вишок дентален плак и предизвикува лош див. Тутунот ја прави вашата кожа сува, избрчкана, поочигледно околу усните и очите и пред време ја старее кожата со тоа што ги троши протеините кои дават еластичност на кожата, а исто така и витамин А и го ограничуваат притокот на крв. Пушенето тутун го зголемува ризикот од развој на псоријаза. Тоа е незаразна воспалителна состојба на кожата по која има црвени дамки кои предизвикуваат чешење. Тутунот го загрозува здравето на вашите пријатели и семејството, не само на вас. Чадо што се испушта од запалениот крај на цигарата или од други тутунски производи и чадо што го издишува пушачот има содржина на повеќе од 4000 хемикали и не постои безбедно ниво на изложеност за пасивното пушене. Над 1 милион луѓе годишно умират од изложеност на пасивно пушене. Непушачите кои се изложени на пасивно пушене са изложени на ризик да развијат рак на белите дробови. Цигарите остануваат важна причина за случајни пожари и смртни случаи како резултат на тоа. Електронските цигари исто така ги изложуваат непушачите и минувачите на никотин и други штетни химикали. Изложеноста на пасивно пушене може да го зголеми ризикот од прогресија, од инфекција на туберкулоза во активна болест. И исто така се поврзва и со диабетес тип 2. Пушенето или користенето електронски цигари околу децата го загрозува нивното здраве и безбедност. Децата на пушачите страдат од намалена функција на белите дробови и тоа влијае на нив во форма на хронични респираторни нарушувања и во зрелост. Изложеноста на децата на течност од електронски цигари продолжува да представува сериозен ризик.
Постои ризик да течността да изтече от уредите или децата да я проголтат тая течност. Познато е дека електронските цигари предизвикват сериозни повреди, включително и изгореници преко пожари и експлозии. Децата в училищна возраст, изложени на щетните ефекти на пасивното пушене, са исто така изложени на ризик за астма преко възпаление на дишните пътища, на белите дробове. Децата под 2 годишна възраст, кои са изложени на пасивно пушене во домот, може да добият болест на средното уво, што веројатно може да доведе до губене на слухот и на глувост. Откажувањето од пушенето го намалува ризикът од многу болести поради пасивното пушене кај децата, како што са респираторното заболување, кажахме астмата и инфекција на увото. Значи е добро да се откажеме и да не пушиме заради нашите деца. Употребата на тутунот има негативни социјални последици. Ние не сакаме да бидеме лош пример за нашите деца, пријатели и сакани. Употребата на тутун може да негативно да влијае на социјалните односи. Откажувањето значи нема да ни ограничи, напротив ќе ни помогне да можеме да одиме таму каде сакаме, да се дружиме социјално, без да се чувстваме изолирани или да мораме да излеземе надвор да пушиме. Откажувањето може да ви направи продуктивни. Нема да мора да престанете да работите нешто, за да одите да пушите. Исто така, пушенето на тутюна е скапо. Може да ги трошите парите за поважни работи. Едно истражување показва дека пушачите трошат просечно 1,4 милиони долари лични трошоци, вклучувајќи трошене за цигари, медицински трошоци и исто така получават по-ниски плати заради пушенето. Употребата на тутун влијае на здравето и продуктивноста на работниците, што ги прави склонни кон пропуштени денови на работа. Употребата на тутун придонесува исто така за сиромашијата со пренасочване на трошоците на домакинствата од основните потреби, като храна, кон тоа да си купиме тутун. Употребата на тутун ја оптоварва глобалната економија со проценити 1,4 трилиони американски долари, трошоци за здравствена заштита, за лекување на болести предизвикани од тутунот и изгубен човечки капитал од болести и смрт кои се препишуват на тутунот. Пушенето исто така ја намалува вашата плодност. Пушачите имат поголема веројатност да доживеат неплодност. Откажувањето од пушенето ги намалува тешкотиите за забременување, предвременно породување, бебиња со мала тежина и спонтан абортус. Пушенето може да предизвика еректилна дисфункција, која е почеста кај пушачите и многу е веројатно дека ќе обстојува или ќе стане трајна, освен ако мажот не престане да пуши рано во животот. Пушенето исто така го намалува бројот на сперматозоидите, подвижноста и обликот на спермата кај мажите. Сите форми на тутун са смртоносни. Секоја година преку 8 милиони луѓе умират од тутун и тутунот убива половина од своите корисници. Употребата на тутун во која било форма ви го одзема здравето и предизвикува болести кои доведуваат до слабост. Пушенето со наргиле е исто толку штетно како и другите форми на употреба на тутун. Тутунот за жвакане може да предизвика рак на устата, губене на забите, кафени заби, исто така заболување на непцата. Никотинот во тутунот кој не се пуши, полесно се абсорбира отколку со пушене цигари, што ја зголемува неговата зависност. Кога купувате тутун, вие финансирате и поддржувате индустријата, што ги експлоатира земјоделците и децата и ги забрзува болестите и смртта. Тие кои одгледуваат тутун се изложени на лошо здраве,
zašto никотинът се абсорбира преко кожата, како исто така и са изложени на тежки пестициди и на тутунска прашина. Во некои земји децата са вработени во одгледувањето на тутун, што влијае не само на нивното здраве, туку и на нивната способност да одат на училиште. Употребата на тутун може да влоши сиромашијата, бидејќи тие кои одгледуваат тутун се изложени на многу поголем ризик да се разболеат порано, да умрат од рак, срцев удар, респираторни заболувања или други болести поврзани со тутунот, лишувајќи ги семејствата си од многу нешта и исто така допълнителни разходи за здравствена заштита. Има загреани тутунски производи кои исто така не са корисни и имат токсични емисии и може да предизвикат рак. Тия загреани тутунски производи не са по-добри от конвенционалните цигари, така не е добро да се мине на тия. По-добро е да се откажат цигарите. Зашто нема доволно докази дека тия са по-безбедни. Исто така електронските цигари са щетни за здравето и не са безбедни. Децата и адолесцентите кои користат електронски цигари барем двојно ги изголемуват шансите да пушат после тоа цигари во својот живот. Употребата на електронски цигари го зголемува ризикот од срцеви заболувања и нарушување на белите дробови, болести на белите дробови. Никотинот во електронските цигари предизвикува голема зависност и може да го оштети мозокот во развој на децата кога тие растат. Употребата на тутун, особено пушенето, го одзема здивот или го прави по-тешко дисането. Употребата на тутун е одговорна за 25% од сите смртни случаи од рак на глобално ниво. Пушачите имат до 22 пъти по-голема веројатност да развијат рак на белите дробови во текот на нивниот живот од непушачите. Пушенето тутун е примарна причина за рак на белите дробови, предизвикувајќи на 2/3 од смртните случаи од рак на белите дробови на глобално ниво. Секој пети пушач на тутун ќе развие хронична обструктивна белодробна болест во текот на својот живот. Особено луѓето кои почнуваат да пушат во текот на детството и тинејџерските години, бидејќи чадото тутун значително го забавува растот и развојот на белите дробове. Пушенето може да ја влоши астмата кај возрастните, ограничувајќи ја нивната активност, придонесувајќи на инвалидност и зголемувајќи го ризикот од тешки напади на астма, за која е потребна итна помош. Пушенето тутун повеќе од двојно го зголемува ризикот од трансформација на туберкулозата од латентна во активна форма. А исто така е познато дека ја влошува природната прогресија на болеста. Околу 1/4 од светската популација има латентна туберкулоза. Исто така, тутунот го уништува срцето. Само неколку цигари дневно, повременно пушене или изложување на пасивно пушене го зголемува ризикот од срцеви заболувања. Пушачите имат двојно поголем ризик од мозачен удар и 4-кратно зголемен ризик од срцеви заболувања. Чадото тутун ги оштетува артериите на срцето, предизвикувајќи таложење на наслаги и развој на згорчување на крвта, а со тоа го ограничува притокот на крв и на крајот доведува до срцев удар и мозачен удар. Употребата на никотин и тутунски производи го зголемува ризикот од кардиоваскуларни болести. Тутунот предизвикува над 20 видови на рак. Пушенето и употребата на тутун предизвикува рак на устната шуплина, рак на устните, грлото, тоа е фарингсот и грклјанот,
и хранопроводникът. Хирургското отстрануване на канцерогенният граклян, там къде има канцер, може да доведе до потреба от трахеостомия и тога се прави дупка във вратот, за да може оттамо да се диша, пациентът да диша оттамо. Пушаците са изложени на значително по-голем ризик от развой на акутна, милоидна леукемия, рак на носната и параназалната синусна шуплина, рак на дебелото црево, бубрезите, църниот дроб, панкреасот, желудникот или язиците и рак на долниот уринарен тракт, включувайки го мочниот меор, уретерот и бубрежната карлица. Некои студии исто така покажа връзка помеѓу пушенето на тютюн и зголемениот риск от рак на дојката. Посебно кај тешките пушачи и жените кои почнуват да пушат пред нивната прва бременност. Познате е и дека пушенето го зголемува ризикот от рак на грлото на матката, кај жени инфицирани со human papilloma вирус. Пушачите имат по-голема вероятност да го изгубят видот и слухот. Пушенето предизвиква много очни болести, кои доколко не се лекуват, може да доведат до трайно губене на видот. Пушачите имат по-голема вероятност от непушачите да развият макуларна дегенерация, повързана со возраста, состојба која резултира со неповратно губене на видот. Пушачите исто така имат по-голем ризик от катаракта, тоа се замътнува лекета на очите, и катаракта предизвиква ощетуване на видот, а операцията всъщност е единствената опция за враќање на видот. Но тя не секогаш е успешна. Некои докази сугерират дека пушенето предизвикува и глауком, состојба која го зголемува притисокот во окото и може да го оштети видот. Возрастните пушачи имат по-голема веројатност да страдат од губене на слухот. Тутунот исто така му штети речиси на секој орган на телото. Доживотните пушачи на тутун губат најмалку 10 години од животот во просек. Со секое пушене цигара, токсини и канцерогени се доставуват до телото, барем 70 од химикалите са познати дека предизвикуваат рак. Ризикот од развој на диабетес е голем кај пушачите. Пушенето е фактор на ризик за деменција, група на нарушување кои резултират со ментален пат. Алцхаймеровата болест е најчеста форма на деменција, а околу 14% од случаите на Алцхаймерова болест на глобално ниво може да се припишат на пушенето. Жените кои пушат имат по-голема веројатност да доживеат болна менструација и по-тешки симптоми на менопауза. Менопаузата се јавува 1 до 4 години по-рано кај пушачките, бидејќи пушенето го намалува производството на јајцеклетки во јајниците, што резултира со губене на репродуктивната функција и последователно ниско ниво на естроген. Чадото тютюн ја намалува испораката на кислород до ткивата на телото. Употребата на тютюн го ограничува притокот на крв, што ако не се лекува може да доведе до гангрена, смрт на телесното ткиво и ампутација на повредените области. Употребата на тютюн го зголемува ризикот од перидонтална болест, хронично воспалително заболување кое непцата са загрозени и ја уништува коската на вилицата, што доведува до губене на зъбите. Употребата на тютюн и никотин му штети на вашето бебе исто така. Кога се изложени на чато тютюн за време на бременността, тоа го зголемува ризикот од смрт на фетусот. Жените кои пушат или се изложени на пасивно пушене за време на бременността са изложени на зголемен ризик од спонтан абортус. Мртвородените деца са исто така по-чести поради недостаток на кислород до фетусот
и плацентарни абнормалности, предизвикани от яглерод монооксид, вучадот от тутун и исто така от никотин от вучадот от тутун и тутун от кога се користи по друг начин. Пушачите са изложени на по-голем ризик от ектопична бременност, потенциално фатална компликация за майката, во која оплодената яйцеклетка се закачува надвор от матката. Така, тоа не е добра состојба и колкото по-рано жените престанат да пушат, толку е по-добро. Електронските цигари представуват значителен ризик за бремените жени кои ги користат, бидејќи може да оштетат фетусот кој расте. Доенчињата, родени од жени кои пушат и користат тютюн без чад или се изложени на пасивно пушене за време на бременността, имат по-голем ризик од предвременно породување и ниска родилна тежина имат бебињата. Тютюнот ја загадува исто така животната средина. Откажете го тютюнот за да ја заштитите животната средина. Во догорчињата од цигарите се идентификувани опасни материи, вклучувајќи арсен, никотин и формалдехид. Опасни супстанции се испуштат од догорчињата во водната средина и почвата. Чадот од тютюн може да придонесе за нивата на загаденост на воздухот во градот. Одгледувањето на тютюн обично вклучва значителна употреба на хемикали, вклучувајќи пестициди, ѓубре и разни други нешта за раст. Овие хемикали може да влијаат на изворите на вода за пиене, како резултат на истекување од областите на таму каде се одгледува тютюн. Тютюнскиот чад за себе отстава токсичен остаток, познат како трета рака чад, кој се лепи на површините, како што се зидови, подови, облека и мебел, и се собира во домашната прашина. Овој остаток може да обстојува со години и исто така да изложи нас на штета и особено тоа е за бебињата и децата. Како заклучок можеме да ги наведеме следните така изјави: да избереме здраве, а не тютюн, да бидеме паметни и да не почнеме да пушиме, да ги наполниме белите дробове со свеж воздух, а не со катран, да не се откажеме од нашите бели дробове, а да се откажеме од цигарите, да не го расипеме животот со цигари, нека тој живот е полен со радост и среќа. Пушенето го повредува вашето здраве, а не пушенето го осигурува вашето здраве. Ако сакате да дознаете повеќе за штетите од пушенето или придобивките од откажувањето, како и да добиете совет и поддршка за откажување на цигарите, ви молиме да ни контактирате во студиото на Глас на Надеж. Исто така има една програма, 5-дневен план за одвикување од пушенето и таму има добри совети. Така се повржете со нас за да добиете информација. Исто така можем да споделим дека јас бев пушач, но сега не го користим тютюнот и мислим дека да, мојот живот е полен со радост и со среќа. Благодариме ви за вниманието и се надеваме дека информацијата која беше представена ќе биде корисна за вас. Почитувани гледачи, дојдовме до крајот на ова наша денешна емисија. Го проследивме ово излагање на госпоѓата Ана, која исцрпно избруваше за штетноста на цигарата. На сите вас кои денеска прославувате роден ден, ви го честитаме и ви посакуваме секој добро од Господа, бидете радосни и весели, денеска е ваш ден. А на сите останати, почитувани гледачи, ви посакувам да имате убав и благословен ден. Ви закажувам нова средба утре
во 8 часот и 30 минути на исто место и во исто време. А до тогаш биете поздравени и секое добро. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма.